односно ќе се имплементира вториот јавен оглас за самовработување со неповратни средства за 2017 година. А на оваа тема разговараме со првиот човек на Агенцијата за вработување, Владко Поповски. Добар ден за вас, ви благодарам за прифатената покана на телевизија Нова. Моето прво прашање би било токму за оваа програма за самовработување со неповратни грантови, неповратни средства за 2017 година. Што опфаќа, тоест што представува? Прво е вториот циклус од 2017. Бизниси ќе бидат отворени на крајот. Нормално секоја година во октомври ги бираме и дополнителните 50 вработувања во најдобрите бизнис планови кои што ќе се пријават меѓувреме. Значи влегуваат во игра и тие од првиот циклус и од вториот циклус. Во овој момент од првиот циклус имаме 690 лица кои што изработуваат бизнис план. На крајот, некаде после 15 јуни, ќе бидат избрани 600 бизниси кои што ќе бидат отворени и се надевам дека ќе го фатиме законот Македонија вработува до крајот на месецот и истите лица ќе ги користат и тие бенефиции покрај 4000 евра во неповратни средства за набавка на опрема и репроматеријали. Со овој оглас се очекуваме дека ќе бидат пријавени пак соодветен број на лица кои што ќе бидат аплицирани на самиот оглас. Огласот офаќа пред се прво оди постапката со пополнување на апликација, потоа има едукација неколку часа, па потоа се пополнува прашалникот кој што се оценува на крајот и врз на тој прашалник се прави првото рангирање. По завршување на оценувањето и првата ранглиста одиме на обука за бизнис план, кој трае 4 до 5 дена зависно од квалитетот на групата, повеќе од 20 учесници по група и по завршување на овие обуки веќе имаме предселектирани луѓе кои што одат на изработка на бизнис план кој исто ќе влезе на крајот во оценка и 400 лица, значи 400 бизниси ќе бидат отворени некаде почетокот на септември месец. Така, веќе кога сме ке програмите, Агенцијата за вработување обезбеди низ мерки, но и програми за вработување на невработените млади лица. Па кои се тие, какви се ефектите пред се од истите мерки и колку работни места се отворија? Па пред се со оваа мерка, која што е отворена уште од 2007 година, 8730 бизниси се отворени вкупно, некаде 8970 вработувања. Од нив се уште се во функција некаде 70% од лицата кои што аплицирале и кои што добиле грантови. Мора да нагласам дека имаме бизниси кои што се малку во поголем обем веќе, не припаѓаат веќе во микро и мали во микробизниси, туку ќе се мали некои средни бизниси. Морам да кажам дека заинтересираната страна младите се е поголема, така да со Европската унија направивме трет грант за активни мерки и програми за лицата до 29 годишна возраст, така да во корелација со мерката самовработување со грант и мерката обука за предприемаштво, каде што млади лица до 29 годишна возраст ќе добијат директна помош во едукација за бизнис и потоа нормално директна помош за изработка на соодветен бизнис план кој што ќе биде релевантен и кај компаниите. Потоа со Европската унија видовме дека кај младите им требаат и обуки за побарувани вештини, значи 4 вештини веќе ќе почнат договорите се случуваат од наредниот утрешниот ден. И наредните 10 дена ќе се случат 220 договори во кои што млади лица до 29 годишна возраст ќе се обучуваат за помошни во сметководство, за шминкер, педикир, за неговател во домашни услови и за потоа тука доаѓа обуката за напредни IT вештини, каде што младите лица, исто така до 29 годишна возраст, кој што оглас веќе е отворен, добиваат еден подарок од агенцијата и од Европската унија во висина од 1350 евра, односно обука за Јава, тоа е најновиот пакет на Јава, тоа е SE8, и обука за ICT-QB или така наречени бета тестери, кои што се многу барани на пазарот на трудот, така да вработувањето по завршување, земањето на сертификатот е загарантирано. Така да еден повик до младите, искористете шансата бидејќи ова е со голем поклон кој што го добивате од државата и од Европската унија за едукација. Потоа имаме обуки кои што се кај компаниите, обука со субвенционирање кај приватните компании, потоа практиканство, кој што така е финансирано од Европската унија оваа година. Ќе наредниот период ќе има уште повеќе мерки и обука кои што ќе ги пуштиме на пазарот на трудот, така да денеска започнуваме со серијата, бидејќи секогаш правиме пресек некаде крајот на мај и почнуваме со нова серија на, да кажеме, на огласи и на мерки кои што ги нудиме преку целата година на компаниите и на невработените лица, се со цел да бидат вработени лица, не невработени лица. Така, се со цел да имаме што повеќе вработени лица во теке и саемот, третиот циклус на саем за вработување, какви се ефектите, каква е посетеноста и заинтересираност? Па пред се имаме добар одзив од компаниите. Претежно се јавуваат компании кои што имаат вистинска потреба од невработени, од вработување, односно идни вработени за нивните потреби. Посетеноста е многу помала кај младите, многу поголема кај повозрастните лица, но од она што веќе го имаме за првиот саем во Скопје, каде што 6 компании се
одзваа на нашата повик и се представија, велат дека има доста квалитетни CV кои што во иднина се надевам ќе бидат нивни вработени. Од Штип се уште е рано, бидејќи беше во петокот, очекуваме да имаме наредната недела првични информации од компаниите и за утре веќе на 30 мај планиран сајмот во Кавадарци, во салата Јасмин, се надевам дека и таму ќе имаме соодветна застапеност и на компании и на невработени лица, тоест лица кои што бараат работа, без разлика дали се вработени или невработени, бидејќи тука се има и можности за поквалитетно работно место со многу повисока плата и подобри услови за вработување. Така, ви благодарам многу за ова